Сдруженијето на пензионери Кочани се подготвува за учество на меѓународниот фестивал кој ќе се одржи во петок во збратимената општина Крижевци, Република Хрватска. Тие таму ќе настапат со музика, песни и ора преку кои ќе се представат обичаите од Осоговскиот крај. Поконкретно за настапот од изјавата на претседателот на Сдруженијето на пензионери од Кочани Ѓорги Серафимов. Ние сме пријатно изненадени од предлогот на Советот на општината и градоначалникот на општина Кочани, што ова година таа манифестација во побратимениот град Крижевци, ние сме избрани да ја представуваме општината на ние забавен дел, тоа е вториот ден на 11, каде што ни се дава простор од саат и пол да само нашиот ансамбл од Кочани изведе програма од нашиот крај со песма, музика и оро. Ние што ме добивме таа понуда, сигурно ви е познато да имаме стални подготовки, стални проби, бидејќи да се организира еден концерт од саат и пол, тоа е едно задолжение на нашите фолклористи, музиканти и игрорци, и они со најголема озбилност тоа го прават. Денеска е фактички последната тест проба што треба да ја имат и последнатаму задутре патуваме. На првиот свечениот дел на отварањето на манифестацијата, не само ние, него и другите фолклорни екипи или пејачки екипи ќе бидат на истото место, сала или надворно отворено, каде што ќе има повеќе манифестирање на говори и други содржини на отварањето, со тоа што ќе заврши на крајот во околу 11 сата со обновет. Кочанските пензионери вчера учествуваа и на републичката ревија на песни, ора и музика која се одржа во Скопје. Тие таму се представија во најдобро светло, а како резултат на тоа добија благодарница за успешна соработка. На вчерашната ревија на ниво на република учествуваа 27 здруженија со дали ора, дали староградски песми, дали некоја друга. Ние оно што го гајаме преку нашиот фолклор, песна, музика и оро од Осогово, и со тоа настапивме со орото на 3 пати. Имавме вкупно 4,5 до 5 минути. Меѓутоа, како и по традиција, и на вчерашниот ден имавме сосема успешен настап и беме бурно поздравени од полната сала во Домот на армијата. Добивме благодарница за соработка и за гајање на културно-забавниот живот во Македонија, гајањето на традициите на македонскиот фолклор и песма и ора од нашиот регион од Осоговието у скопу на Република Македонија. Покрај овие активности, кочанските пензионери по враќањето од Хрватска ќе започнат со подготовките за учество на републичките спортски игри кои ќе се одржат во Скопје.